Така и во случајот со струјата, фрлија една, условно кажано, димна бомба, дека ќе се воведе ефтината тарифа по 2 часа во ден, а всушност ја изфорсира либерализацијата, која што според експертите што ги консултирав ќе доведе до 20% покачување на цената на електричната енергија. Тоа значи дека тоа што владата преходно го правеше забавување, развлекување на таа либерализација, таа да се одвива постепено во еден 5-6 годишен период, за народот да не го осети тоа со зголемување на цената на струјата. И покрај тоа што го бара од нас, и од Европа го бара, од Европската енергетска заедница, исто како и од нив што бараат, и од нас бара, веднаш да се направи либерализацијата, но тоа ќе значи сериозно покачување на цената на струјата и ние го поделивме тоа на 6 години, за да не дојде до покачување на цената на струјата. Сега со доаѓањето на новата власт, веројатно и од одредени интереси што ги имаат и луѓе во таа власт или блиски до таа власт, како што најавија, кажаа дека ќе направат брза либерализација до крајот на годината и според експертите тоа подоцна, можеби не веднаш, но по година-две ќе доведе до зголемување на цената на струјата околу 20%. Тоа е лошо за народот. Народот нема да почувствува ништо од таа ефтина тарифа по 2 часа во денот, прво затоа што таа е во време кога луѓето се на работа, а второ затоа што ќе има такво покачување на цената на струјата што далеку ќе биде поголемо отколку заштедата, минималната заштеда од ефтината струја што ќе биде по 2 часа на ден. Практично замагвување проектот за ефтина струја во ситуација кога ни продава друг проект со кој што ќе има сериозно поскапување на цената на струјата и сметките што ќе дојдат кај граѓаните дома за плаќање ќе бидат поголеми, многу поголеми отколку што се сега. Тоа е погрешен потек. Тоа е чекор кој што требаше да биде одложен и не случајно нашата влада тоа го одлагаше, требаше некаде постепено до 2021 или така некако да се либерализира и така немаше да дојде до зголемување на цената на струјата. Вака како што е сега направено, сите експерти што ги консултирав од енергетика кажаа дека ќе дојде до зголемување на цената, а гледам и блиски до нив луѓе што ја разбираат оваа проблематика, веќе јавно кажаа дека со овој потек ќе се дојде до зголемување на цената на струјата, што корист имаат само трговците и луѓето кои што ќе ја увезуваат, купуваат, продаваат и така натаму таа струја. Не е лошо да се има либерализирана цена на струја, но да не се поскапи цената на енергијата која што ја плаќаат граѓаните. Односно тоа да биде така направено во толков број на години, колку што е доволно да не дојде до поскапување на цената на електричната енергија, затоа што живееме во држава каде што стандардот не е доволно висок и треба се внимава да се биде во дослух со народот, да се знае кои чекори да се превземат за и да се заврши таа либерализација со тек на години, но и да не дојде до зголемување на цената на електричната енергија.